Вистина ни е драго што телевизиската платформа и нашиот национален телевизиски медиум Телма телевизија секој пат може да ја искористиме, секако и утринската на Телма, да бидеме добриот филтер на информации, да ги пренесеме искуствата од светот и од различни гранки, во случајот и од нашата македонска кинематографија. Вистина ни представаат чест и задоволство да споменеме уште еднаш за оние кои што можеби ја пропуштивте информацијата дека токму документарниот филм на нашата Тамара Котевска, приказната за Силјан, испиша нова страница, историски успех во историјата на македонската кинематографија. Токму со овие две номинации за кои што споменавме со Ивана и Утринава за Еми наградите, најпрестижните награди во светската телевизиска индустрија. Прв пат македонски филм да биде номиниран конкретно за Еми Awards, со што успехот на Силјан добива историско значење, секако не само за Македонија, туку и за документарниот филм, би рекол и нотирал во регионот. Сосема, еве ќе потсетам, а Тамара ќе не дополни дека филмот е номиниран во категорија исклучителна вредност во документарно филмско творештво, една од најзначајните имено токму документарни категории на овие награди, која препознава дела со исклучителна авторска уметничка општествена вредност, и втора номинација е категорија извонредна кинематографија за неиграна, односно документирана програма. Тамара, добро утро од Скопје. Само знаеме дека колегите рекоа Тамара е во пријатен амбиент, цветен. Не знаеме од каде се јавуваш, меѓутоа ќе ти посакаме убаво утро и ти благодариме што се вклучуваш на фреквенција на Телма. Има и зошто да честитаме и вистина представува гордост за вакви теми да бидат прераскажани вака и од прво лице твое, токму на утринската на Телма. Добро утро, баш ми е драго што ме исконтактирате. Јас сум во Скопје, во Радош да сум моментално, така да најдов момент да се јавам. И многу ми значи што ја пренесувате оваа вест, бидејќи вие сте првите кои тоа. Со задоволство, искрено со задоволство. Еве чисто ќе споменеме за оние кои што можеби не знаат, нели во светот на кога би влегле во светот на наградите Еми, тоа се американските телевизиски награди кои што се смета за телевизиски еквивалент на Оскарите. Затоа би сакал да го нотираме и апострофираме тоа. Три поврзани, но различни организации ги доделуваат наградите. Тоа се Академијата на телевизиски награди и науки, потоа Националната академија на телевизиски награди и науки и Меѓународната академија на телевизиски награди и науки. Така што првите манифестации се случиле во далечната 49 година, сега сме во 2026, каде што токму приказната на Тамара Котевска и целата екипа има или добива две номинации. Вистина, по двојната Оскаровска номинација за која што сме говореле во минатото на Ханелен Тимеде на Зинја, многумина можеби мислеа дека е врвот кој што некој пат можеби тешко ќе се повтори. Напротив, денес приказната за Силјан добива две номинации на овие престижни награди за документаристика и кинематографија, што можеби укажува на Тамара и на целиот тим дека светот се повеќе можеби ја препознава во случајот и вашата авторска поетика или дека документарниот филм конечно го добива местото можеби кое што го заслужува. Да, ова признание е навистина посебно. За мене еднакво на номинациите за Меда на земја, бидејќи значението е еднакво и тоа што мој втор документарен филм е препознаен на ова ниво е едноставно просто неверојатно ми е целото тоа и дека се случи сега. Не го очекувавме, пред некое време аплицирано, пред месеци. Особено тоа што има две номинации, особено тоа што е препознаен и како документарен филм со свој импакт и влијание, за тоа е Special Merit номинацијата. И поради неговата кинематографска вредност, за која што веќе филмот сериозно одекна на светско ниво. Ова е втор пат да се случува двојна номинација или двојна награда, како што беше за IDA, каде што имавме исто така за посебно влијание на документарниот филм, главна награда за документарен филм во категорија интернационални документарци и главна награда за кинематографија, така некако се повторува тоа препознавање на вредност на филмот. Во меѓувреме добивме уште две други номинации на два други фестивали и ја добивме престижната награда Фипреци од Интернационалното сдружение на критичари, која што ми исто така особено драга. Така да филмот продолжува да освојува и продолжува да шета низ светот. И
не знам понатаму што да кажам, освен да чекаме да видиме што ќе се случи во септември и во наредниот период. Така, ние ќе бидеме веројатно и навремено информирани, а со тоа и во новата сезона на Утринска ќе можеме да го споделиме како информација за нашите гледачи, но во овие единечни утрински минути може да споделиме или малку да се вратиме наназад во однос на создавањето на една ваква приказна или ако да кажеме дека ова е навистина едно големо признание за режисер кога имаме вакви номинации, тогаш ако се навратиме малку во создавањето, во самата основа, во првичната идеја или визија до каде би достигнал или кој успех би го достигнал токму овој документарен филм, дали се поклопува Тамара со она кое што на некој начин можеби ти беше желба или некакво очекување или пак барем надеж за едно вакво признание или ваков успех? Бидејќи секој пат не правите вие репортажи, ќе се надополнам со Ивана, баш правите филмови кои што личат на филмска поезија. Во однос на тоа какви вредности имам јас према мојата работа кон филмот, тоа се многу високи критериуми и вредности. Секако тука, меѓутоа очекувањата никогаш не ми се превисоки, бидејќи знам колку е ризична и колку е тешка оваа индустрија, особено во документарци. И едноставно мора да направиш се од себе и повеќе од себе, да дадеш 200% за тоа да успее. Понатаму не секогаш е пресуден, за жал, не секогаш е пресуден квалитетот. Значи, знае да биде многу често препознаем, меѓутоа знае и да не биде, и да биде контаминиран од политички некои позадини. Така да секогаш навистина чест да сватиш дека твојот труд е препознаен поради неговата кинематска вредност, а не поради некои други влијанија во тој момент во филмот. Да, Тамара, бидејќи за оние кои што можеби се уште немале прилика да го погледнат токму филмот, документарниот филм, во центарот на филмот, нели споменуваме неколку пати, не е само Штркоцилјан, туку едно македонско семејство кое се соочува со иселување, односно со миграција, економска несигурност и осаменост. Дали всушност можеби на некој начин или колку време беше потребно семејството целосно да заборави дека има камера покрај себе, тоа би го прашал, и колку беше тешко емотивно да се снима семејство кое што буквално се разделува баш пред објективот и пред камерата? Значи, влез во секое семејство при правење на документарен филм е многу тежок и бара време нормално. Во случајов јас многу се обидов да едноставно да ја добијам нивната доверба и во однос на тоа што правам и по што се занимавам и со тоа дека јас ги бранам нивните вредности на она што го живеат, што беше многу битно во тој момент. Меѓутоа и самата фамилија Тоневи е прекрасна, е стварно нешто посебно. Значи, секој член од таа фамилија ми влезе во срце и станавме ние сега како фамилија. И многу ми е драго што тие се горди на овој филм, бидејќи тоа ми беше намерата пред се. Меѓу другото исто драго ми е што некако гледам дека одек на нивната приказна многу пошироко и се активираа некои други мрежи во однос на земјоделието и миграцијата и штрковите. Значи се случуваат некои можеби помали, но со тек на време ќе пораснат тие чекори во однос на прогрес на овие колења. Особено во однос на правење на некој вид на спасилиште за штркови, кое што го прави една активистка во моментов. Така што работиме активно на таа тема да се подобрат некои полења. Во однос на како јас го доживеав тоа целото, значи разделување на таа фамилија, го доживеав многу лично и многу тешко, бидејќи секако тоа се случува и во мојата фамилија и во 90% на други македонски фамилии. Така да оваа приказна на некој начин е и моја приказна, е и моја биографија во однос на што е нашата судбина генерално како поднебје. Така што навистина сакав да зборувам за тоа. Да, и со всушност ми одговори дека на некој начин
препознаваш дека една приказна не треба да биде локална, туку напротив може да допре до публика во Њујорк, Токио, Париз и така натаму, бидејќи секој на момент во некоја состојба во животот ќе се соочи со универзални теми кои што универзални теми, баш така. Кај секој од нас. Да, и она што е најинтересно дека секој пат, Тамара, во филмовите нема херои во класична смисла, барем во твоите, главните ликови секој пат се обичните луѓе со кои што емотивно се поврзуваме и претпоставам дека токму тие денес овие луѓе наши сограѓани ја носат најголемата вистина за светот. Апсолутно, да, поборец сум на таа идеја и секогаш ќе видам. Многу сакам да ги експонирам во јавност луѓето кои што никој не ги гледа што прават и како се борат, а колку се битни нивните борби, нивните можеби мали борби, но глобално колку се битни всушност и нивните вредности. Така да тоа ми е посебно значајно. Да. Особено веројатно емотивно кога се гледа токму овој филм е личната промена, е животната лекција, без разлика кој од нас во каков период од животот се наоѓа или што е она кое што поминало, но сепак допира до секој од нас и веројатно тоа е еден дел од успешноста на самиот филм. Кога зборуваме за креативноста или за инспирацијата, тогаш ќе се најде допирна точка во она кое што го создаваш, Тамара, но што е можеби нешто кое е следно или некој начин на размислување насока која би водела кон некој следен производ, односно некој нов филм? Па да, во моментов го завршуваме мојот прв игран филм Човек против јата. Се надевам дека наскоро ќе излезе во јавност. Толку очекуван филм кој што имавме навистина толку патешествие да го направиме целиот тим, едно 10 години. Тоа е во исчекување и во моментов работам на документарецот кој што се снима во Сибир, кој што ќе се снима и ова лето и уште можеби неколку наредни лета. Зависно темата, тоа е нешто кој што јавноста делумно е запознаена. Се работи за племе кој што живее на најсеверната точка во сибирската тундра и кој што се соочува исто така со влијанија од кинескиот и од рускиот пазар, капиталистички пазар, кој што ги менува тотално животите на ова племе. И се работи за ископувачи на мамутски заби. Значи, темата е навистина преинтригантна, преинтересна и уникатна и во многу скоро време се најавуваат нови соработки кои што ќе бидат навистина возбудливи во однос на тој документарец. Да, Тамара, сосема за крај, дали успехот денес повеќе те радува или создава можеби дополнителен товар сега кај тебе? Чисто ме интересира колку би влегле во твоите чели, затоа што светот секој пат очекува дека следниот филм ќе биде уште подобар и дали после се можеби што постигна изминативе години, зашто сме и сведоци, денес си многу посигурна како автор или можеби се уште постојат некакви сомнежи отколку порано. Чисто ме интересира да се биде во челите на Тамара. Па успехот сам по себе секогаш е една многу тешка обврска, бидејќи не ти дозволува да живееш надвор од тој јавен профил и да живееш со еден конкретен идентитет како човек. Значи, тешко е да се избалансира нормално тој приватен живот и тој професионален успех и одговорност према јавноста. Меѓутоа, во случајов јас лично не сум многу оптеретана од претходните исходи или успеси, бидејќи секој филм е едно ново искуство, ново и некако се адаптирам према моменталната состојба, го следам пазарот како функционира. Најмногу сум поведена од тоа што мене ми е лично интересно и што ми носи страст во работата. И сметам дека мора така едноставно, бидејќи секој успех е направен во одредено време кој што има своји карактеристики на тоа време и сега ние мора да го следиме времето и да ги сваќаме можеби аномалиите или тешкотиите на тоа време во кое што сега денес правиме филм. Тоа се многу различни опасности. Еве денес ќе спомнам, сите ние автори во филмската индустрија сме сериозно соочени со опасноста од AI. Значи тоа е еден нов феномен кој што не постоел, кој што не постоел во тоа време кога
нели пред 10 години кога се правела Меда на земја, така да сите тие, значи во Силјане пример, ние моравме да се заштитиме, да ставиме таква реплика на крајот од филмот дека не е користена вештачка интелигенција, бидејќи во тоа време излезе Сора и имаше премногу реалистични видеа од птици, значи секое време носи своји предизвици, своја опасност која што влијае на нас филмаџиите и на нашиот успех секако. Да, бидејќи спомена околу вештачката интелигенција, еве сосема за крај веќе може, нели како што спомена, да забележиме постојано дека се создаваат видеа, па дури и гласови, главни сцени, што можеби ќе стане незаменливо во светот на вештачката интелигенција кај еден режисер. Па некако се уште мислам дека документарците не се засегнати од тоа. Иако има видови на документарци кои што се направени со вештачка интелигенција, луѓето експериментираат во таа насока, меѓутоа се уште мислам дека вредноста на документарците се повеќе ќе расте и се надевам на тоа, бидејќи во вистинска смисла на зборот ќе останат сведоштво на реалниот живот и тоа ќе ги разликува од правењето на игран филм можеби во иднина. Одлично. Тамара, ти благодариме уште еднаш. Испраќаме голем поздрав Ивана, Марко и целиот тим. Ќе потсетиме дека свеченото делување на 78-то издание на Еми наградите се одржува на 14 септември годинава во Пикок театарот во Лос Анџелес, додека пак наградите во креативни категории или Creative Arts Emmy Awards ќе бидат доделени на 5 и 6 на почетокот од месец септември. Будно ќе следиме, ќе ти честитаме убаво лето и сепак ќе ти посакаме убав работен процес и во овој дел, како што спомена со Ивана, кога те праша дали работиш, веќе никако ни го одговори тоа прашање, така што ќе ти посакаме да уживаш и во процесот на создавање на нови филмови. Благодарам. Благодарам на покана. Поздрав до Тамара, убав ден и се разбира убаво лето, малку живање, малку работа, нешто што велиме дека е еден совршен баланс и верувам го практикуваат многумина. За сите најнови информации се разбира во утринска на Тилма, особено кога сакаме да споделуваме успеси од наши македонски уметници, музичари, режисери, актери и така натака, нешто што го преферираме се разбира во утринската.